Почитувани гледачи, добро дојдовте во ова понеделничко издание на вестите. Јас сум Габриела Лескова во продолжение со држините од денот. Епидемиолошката слика во Велес е алармантна, болничките капацитети брзо се полнат. Граѓаните на општина Велес сметаат дека пластичните кеси треба да се укинат. Приватните училишта за странски јазици на удар од коронавирусот. Овие вести во понеделник ги започнуваме со предупредување до сите граѓани дека епидемиолошката слика во Велес и Велешко е алармантна. За само 2 дена регистрирани се 30 нови случаи, додека двајца го изгубија животот. Бројот на активни случаи заклучно со вчерашниот ден се искачи на 149 лица. Епидемиолошката слика во Велес не се подобри ниту во текот на изминатиот викенд, напротив, дополнително се влоши. Велешани го поставија и новиот рекорд на ново заразени во еден ден. Вчера на 25 октомври се регистрирани алармантни 20 нови случаи во Велес за само 24 часа, додека во саботата на 24 октомври коронавирусот не ги поштеди нашите сограѓани. Регистрирани беа 10 нови случаи. За жал ситуацијата се влошува затоа што двајца велешани на 61 и 62 годишна возраст го изгубија животот. Со овие два смртни случаи бројот на починати достигна 23, од кои 9 се починати во последната недела. Здравствените власти оваа недела ситуацијата во Велес ја оценуваат како алармантна, затоа што неголемиот дел од ново заразените не може да утврдат од каде се заразени. Апелираат до сите граѓани почитување на мерките за заштита. Тие се носење маска, честа дезинфекција и забрането групирање, односно држење растојание од 2 метри. Од вчера до 31 октомври оваа година во општина Велес ке трае постапката за прибирање предлози, проекти и сугестии за креирање на програмите на општината, локален економски развој, образование, култура, социјална заштита, здравство, спорт, заштита на животната средина, соработка со граѓанските организации, поточно во сите области во кои што општината има надлежност. Образецот за аплицирање е достапен на интернет страницата на општината за сите граѓански организации, фондации и спортски клубови, културно-уметнички друштва. По завршување на рокот за прибирање предлози и проекти, ќе се изготват нацрт програми што ќе бидат на увид на граѓаните и по кои ќе се водат јавни расправи и пред тие да станат официјален документ за работата на општината за 2021 година. Епидемиолошката слика освен во Велес е алармантна и на ниво на целата држава. Во текот на вчерашниот ден се регистрирани рекордни 22 смртни случаи за само едно деноноќие. Македонија бележи рекорди на нови случаи. Болничките капацитети брзо се полнат, додека министерот за здравство доктор Венко Филипче тврди дека новите мерки на комисијата ќе намалат трансмисијата на вирусот. Неговата изјава за медиумите ја гледате во продолжение. Притисокот е навистина голем. Искрено се надевам дека мерките кои што ги препорачавме ќе придонесат да се намали трансмисијата на вирусот. Гледаме што се случува во целиот регион, цела Европа, се преполнуваат практично болничките капацитети, тоа што сите земји сакаме да избегнеме. И овие мерки кои што се сега на сила има за цел да имитираат некаква форма на полициски час, значи лимитирање на бројот на контакти, носење на маски, избегнување на групирањето, сето тоа што може да значи намалување на трансмисија на вирусот. Од анкетата спроведена меѓу граѓаните на Велес во однос на тоа дали пластичните кеси треба да се наплаќаат, можеме да констатираме дека граѓаните, освен што тврдат дека не треба да се наплаќаат, тие сметаат дека треба целосно да се укинат.
Пластичните кеси веќе долг временски период се дел од нашето секојдневие. Сите пластични кеси во маркетите во Велес се наплаќаат. За тоа дали треба истите да се наплаќаат или не, спроведовме анкета од која што можеме да констатираме дека освен што сметаат граѓаните на Велес дека не треба да се наплаќаат, тие тврдат дека треба да се укинат. Тие не треба да постојат, така речено. Они ги наплаќаат некаде ненормално. Викам, дури не треба да постојат. Па не би требало да ги наплаќаме. Ние роба даваме пари, роба зимаме, не треба да ги наплаќаат. Не треба да се наплаќа. Па не би требало. Не би требало и јас сум за тоа, да. Тука се пазарува, се онадува. Во се повеќе земји пластиката за еднократна употреба се укинува. Тука спаѓаат и кесите, особено тенките по 30 микрони, кај кого кајна се делат на кило. Тие не може да се употребат многу пати и лесно се разлетуваат и се кинат на мали делчиња, кои понатаму завршуваат во водните површини и го загадуваат живиот свет. Пластичните кесиња не би требало, треба секој да се има торба за носење, а пластичните кесиња да се укинат. Затоа што градот е више загаден со тие кесиња. Не би требало. Што знам, јас носам торба, не е. Не да се наплаќаат, треба да се укинат и треба да биде се книжно. Општината и секторот за животна средина треба повеќе да реализираат проекти од оваа област со цел заштита на биодиверзитетот. Инаку како пример веќе го имаме успешниот пример на Албанија, која што веќе ги забрани кесите со 30 микрони, како и Србија. Пандемијата од коронавирусот не ги поштеди ниту приватните училишта за странски јазици. Како што велат вработените од овој сектор пред нашата камера, ситуацијата е тешка, но и покрај сите проблеми, тие и оваа година ја отворија вратата за заинтересираните согласно протоколите за работа во услови на COVID-19. Пандемијата од коронавирусот предизвика страшни последици кај повеќе сектори. Некои објекти ставија клуч на врата, останати го намалија бројот на вработени, трети врзуваат крај со крај за основно преживување. Многу лица останаа без работа во овие тешки периоди. Приватните училишта за странски јазици исто така се едни од најпогодените од коронавирусот, затоа што тие престанаа со работа во екот на пандемијата, поточно на 11 март. Па приватните училишта се многу погодени од состојбата со корона кризата, може би многу повеќе од другите субјекти во државата, бидејќи единствените приходи кои што ние како приватно училиште ги добиваме се на основа на организирање и реализирање настава. Започнавме одново со работа во октомври со драстично намален број на ученици, доколку претходно беа 8 до 10 ученици во група, сега се 3 до максимум 6-7 ученици. Работиме со 1/3, може би и помалку од постоечките членови. Тоа секако се одразува и на економскиот приход. Да не зборуваме за цената која што со години е останата иста, додека сите други приватни сектори ги покачија нивните цени, училиштата за странски јазици работат со истата цена со години. Но и покрај сите проблеми, тие повторно се прилагодија на ситуацијата и ги отворија вратите за заинтересираните. Приватните училишта за странски јазици нудат можност за изучување на нов јазик, напредни курсови, конверзација, како и подготовка за научилиште и тестови. Покрај ова часови може да посетуваат лица од сите возрасти. Продолжуваме со вестите од Македонија. Министерот за здравство доктор Венко Филипче во статус на социјалната мрежа Facebook посочи дека очекува сите мерки и законски измени да се донесат по скратена постапка. 22 пациенти ја изгубија битката со COVID-19. Регистрираме рекордни 30% позитивни од тестирани лица, а речиси че стотини пациенти се хоспитализирани на инфективните одделенија во земјата. Состојбата со вирусот е исклучително сериозна и критична. Притисокот врз болниците и медицинскиот кадар е огромен. Есенскиот бран на вирусот коси низ цела Европа и светот, никој не е поштеден. Молам да се свати многу сериозно дека секој од нас зависи како ќе го надминеме овој бран. Очекувам итно и поскратена постапка да се донесат сите мерки и законски измени, напиша Филипче на социјалните мрежи.
Српскиот председател Александар Вучик вчера најави дека тој прв ќе ја прими вакцината која ќе пристигне во Србија. Светската здравствена организација објави дека во саботата е соборен новиот рекорд во светот кога станува збор за бројот на заразените со коронавирусот. Шефот на кабинетот на американскиот председател Доналд Трамп изјави вчера дека САД нема да ја контролираат епидемијата на коронавирусот во продолжение со држините од светот. Српскиот председател Александар Вучик вчера најави дека тој ќе ја прими вакцината прв која ќе стигне во Србија, а очекува тоа да се случи во март следната година. Првата вакцина која ќе дојде во Србија ќе ја примам јас, Брнабик, одседниот производител кој ќе стигне некој друг од трет, нагласил Вучик по вчерашната седница на председателството на Српската напредна странка. Тој нагласил дека функционерите први ќе ја примат вакцината со цел да дадат пример пред граѓаните колку е важно тие да се вакцинираат и дека истата не е штетна. Порачи дека вакцинацијата против COVID-19 ќе биде бесплатна, но дека првите количини ќе бидат доволни само за да го покријат вакцинирањето на здравствените работници, дел од војската и полицијата. Светската здравствена организација објави дека во саботата е соборен новиот рекорд во светот кога станува збор за бројот на заразените со коронавирусот 3 ден поред. Според статистиките на Светската здравствена организација, во саботата беа потврдени 465.319 заразени, во петокот 449.720, а во четвртокот 437.247 нови инфекции на коронавирусот. Се додава дека овие податоци сепак не ја даваат вистинската слика на пандемијата, бидејќи на бројките влијае бројот на тестовите кои што се спроведуваат. Шефот на кабинетот на американскиот председател Доналд Трамп изјави вчера дека САД нема да ја контролираат пандемијата на коронавирусот, по најавата дека со тој вирус е заразено опкружувањето на подпредседателот Майк Пенс. Еве што ќе направиме, нема да ја контролираме пандемијата, ќе контролираме тоа да имаме вакцина, терапија и други средства за облажување на болеста, рекол шефот на кабинетот на Трамп Марк Медоуз за американската телевизија CNN. На крајот од овие вести информираме за временската прогноза. Во продолжение гледаме какво време имаме денеска, но и во наредните денови на ниво на територијата на целата држава. Почитувани гледачи, ова беше последната вест од ова издание на вестите. За повеќе детали следете на нашата Facebook страница Телевизија Здравкин и нашиот YouTube канал. Пријатно!